Емилија Христовска-Костовска во јуни годинава доби втора можност за живот. Незиното болно срце од раѓање со трансплантација заменето со здраво срце. Помина половина година од интервенцијата. Таа се уште го проверува отчукувањето. Знам да ја ставам раката и да проверам дали ритамот ми е како што треба. После трансплантацијата чукам многу посилно и знам да ја ставам раката за да го почувствувам, но чукањето нормално се чувствува од внатре. На почетокот ми беше чудно. Реков, леле, пулсот ми се крена. И сега? Ами некоја не се секирај, тоа е само срцето, значи чука и треба да чука, така треба да чука. Сите ме прашуваат дали веќе чувствувам дека имам туѓо тело во мене. Не, тоа не се чувствува. Едноставно се чувствува разликата кога ќе поидам на прошетка и кога нема да се изморам. Незиното старо срце чукаше едва и 19%. Лекарите во Бугарија и рекле дека може да издржи едва и до крајот на 2021 година. Тие биле сурово реални, а таа влюбена во животот. И сега наследното е нешто за што најмногу ме прашува. Се чудат како сум толку позитивна. На целата состојба што ја имам, бидејќи трае цел живот. Како сум толку позитивна, имам толку многу желби. Јас едноставно го сакам животот, верувам во себе, верувам дека ќе го истуркам овој пат и верувам дека ќе ми се остварат сите желби. Надежта и добрата енергија ја одржуваат. 6,5 месеци од кога го снимавме. Од кога го снимавме, да. Ова, сега сме тука и ти си со ново срце. Да. Имав јас тешки периоди, не дека немав, меѓутоа некако си се помируваш ситуацијата дека тоа е тоа и дека нема да биде за долго. Значи, буквално си се убедуваш сам себе и си зборуваш сам на себе дека ова поминува. Значи, дека за ова има решение и мора да има решение. Во миговите кога немала свежа надеж за да се крене, си замислувала како и звони телефонот и соопштуваа дека има срце за неа. На 29 мај во 22 часот се случил повикот што го посакува. Полека почнав да се пакувам, но буквално бев изгубена, реално. Се е премногу стресно. Значи, оној момент кога ти кажуваат дека има срце, првенствено си среќен и возбуден, значи буквално онака возбуда дека ќе се случи, конечно се случува тоа што го посакував толку време, но од друга страна и стравот дека можеби нема да се разбудиш после сето тоа. Кај мене не беше само трансплантацијата, беа повеќе интервенции. Моментот дека ќе живеам повторно нормално, со одредена терапија, нормално мора да се има терапија, но дека ќе можам да ги правам работите многу полесно од тоа што ги правев, ме водеше некако напред. Значи, силата ја барате во себе. Мора да се сакате себе си, тоа е најважното нешто. Денес вежба, чита книги, се занимава со уметност, готви. Еве, ова е она што ми го пополнува времето, ова е една од сликите кои што ги правам. Учев да правам работи кои што никогаш не сум имала желба да ги направам. Тоа е месењето. За славата направив за прв пат погача. Секогаш месев лепче, сега прв пат изразив желба да измесам погача. Успешно беше. После тоа направив пастрамајли и тоа прв пат во животот и одлични беа. Она што не смеев да го правам, значи да пијам вода колку што сакам, сега можам. И тоа ми е најголем успех се чини. Ме фалеше кафето, сушност да седнам со некого на кафе, да си поразговарам. Таа ја доби војната со смртта благодарение на карактерот што го има наследено од мајка ѝ. Вели, таа е жена херој, каков што немате видено. Ова е жената која издржа со мене 40 години и која што се уште цврсто стои на нозе. Тоа е мајка ми. Горда сум што имам таква мајка што едноставно го тера патот најдобро што може. Знам да заиграм, па да ми се изнасме, нели оно што го имаме помеѓу нас дома, дури знаеше и таа да заигра, па да се изнасмееме двете, значи нешто што ја немам видено претходно да направи. Планира да се јави на семејството на донорот. Се надева дека ќе сакаа да се сретнат. Би сакала повеќе да дознае за личноста чие што срце го носи. Господјата од која ми е донирано срцето, имала мало детенце, тоа ми беше желбата, нели, за деца, јас премногу сакам деца
Навистина би сакала да ги запознавам сите нив со со детенцето. Па не знам, значи првенствено би им изразила огромна благодарност. Значи они тие направија многу за мене. Иако не се познаваме, значи буквално ми даруваа живот. Таа знае дека чуда се случуваат, затоа желбите си ги запишува. 27 мај. Тоа ми е пред трансплантацијата. Неколку дена пред Неколку дена пред трансплантација, да, ги имам запишано, не дека сум ги немала од претходно. Сум ги запишала во тетрадката што би сакала по самата трансплантација. Да возам точак. Значи точак не сум возела многу одамна. И да го посетам Лондон. Таа не престанува да се надева, да посакува, но најважно е следната година да биде мирна, да собере сили, се да реализира.